Неверојатна раздвиженост на македонската автомобилска сцена оваа есен. Голем број новитети кои веќе се во понуда кај македонските импортери, отворање на нови салони и центри како и манифестации. Стартот на работата на M-Car, новиот импортер за гамата на BMW и Mini, донесе многу новитети на нашиот пазар, а тоа се однесува и за премиум автоцентрум во иднина официјалниот дистрибутер за возилата од престижните марки Jaguar и Land Rover. Но она што изненадува е дека нема продолжен салон кој нема своја новина во понудата за оваа есен, или пак нашите импортери најавуваат свој најнови остварувања за до крајот на годината. Ова само може да радува, бидејќи ветува и подобри денови за македонската автомобилска фела, каде засега веќе со години ништо не се менува во однос на пласманот на нови возила. Mack Autostar веќе ги има во понуда трите SUV изведби од гамата на Mercedes-Benz, кај кој најголемата новина е новата номенклатура. Остварувањата кои треба да ја заменат досегашната ML класа се GLE и GLE Coupe, а наследникот на досегашниот GLK е новиот GLC кој своје официјално деби пред публиката има во Франкфурт. Иако нема во салонот, Porsche Македонија вела дека може да се нарача Volkswagen Touran како и обновениот Шаран, семејниот MVP, еден од најпрогресивните модели во сегментот. Alfambra е одговорна производителот од Martorell на моделот Шаран, се разбира со сеатовски примеси, а вистинската новина на шпанскиот гигант за оваа есен кај нас е обновената верзија на популарниот субкомпактен модел на Ibiza, која ја очекуваме наскоро. Новина кога е во прашање чешкиот бренд Шкода е третата генерација на предводникот Superb, која е хит во светот во моментов, а се надеваме и кај нас. Импортерот за Рено во нашата држава, Automotive Group, ќе биде и годинава официјален превозник на филмскиот фестивал Браќа Манаки, а во главната роља ќе биде новиот кросовер Каџар. Кросоверот е создаден како универзален автомобил погоден за тесните градски улици, за автопатите и за непроодни патишта. До крајот на годината би требало да пристигне и новата генерација на Espas, но сепак е неизвестно, велат од Automotive Group. Сето тоа зависи од принципалот. Mack Autostar на посебна презентација за медиумите ги представи обновениот Outlander и новата генерација на L200. На изглед пикапот има многу модификации, нова маска на ладилникот и LED дневни светла. Различна е и конфигурацијата на предниот бранинг, од страна на компанијата се категорични дека новиот дизајн ќе му помогне на моделот да добие поголема индивидуалност. Новата генерација на XC90 по дебито на европските пазари од пред неколку месеци во понуда и кај нашиот импортер Mida Motors. Ова е прв модел од серијалот новитети кои пристигнуваат, кој демонстрира целосно нов дизајнерски пристап и поставува високи стандарди со своите нови технологии. Импортерот за Kia во Македонија ни приреди неколку изненадувања за кратко време. По представувањето на новината Soul, потоа новата генерација на теренецот Sorento, пристигнува и обновената верзија на моделот Ceed. Како и секогаш, производителот тврди дека измените во новиот Ceed се големи, а така и изгледа според првите податоци. Mack Petrol за оваа есен ја најави новината Honda HR-V, која на пазарите во Европа се појави од неодамна. Во однос на верзијата која се нуди на домашниот пазар во Јапонија, она за стариот континент има одредени модификации. Автомобила Еска во својот продажен салон како новина ја нуди долго очекуваната офроуд верзија на ревитализираниот модел 500, која носи ознака 500X. Моделот се нуди во две главни верзии со две одделни модификации. Првата од италијанската марка ја дефинираат како повеќе урбанизирана, а втората е наменета за авантури и надвор од асфалтот. Британската икона за луксузни спортски автомобили Jaguar и легендарниот бренд за производство на теренски возила Land Rover и официјално на македонскиот пазар преку својот застапник во Македонија Премиум Автоцентрум. На свеченото отворање на импортерскиот центар присуствуваа голем број гости, високи представници од принципалот, од дипломатскиот кор во државава, од општественото живење, од автомобилската фела, кои не го криеа задоволството што еден ваков беспрекорно уреден објект ќе ја краси македонската метропола.
На самиот чин пред отворањето на присутните им се обрати генералниот директор на Премиум Аутоцентрум Иван Петровиќ, кој потенцира дека ова е срдечно подадена рака од гигантот за соработка. Тоа со задоволство го потврди представникот на принципалот задолжен за македонскиот пазар Ерик Плоц. Тој ги апострофира високите позиции и стандарди кои ги диктира брендот на глобалното рамниште, подкрепувајќи ги со бројки и изрази надеж дека на колосекот на успехот ќе се најде и македонскиот импортер. И како што бидува ваков настан, не може да мине без потребниот гламур, сјај, специјален перформанс, овој пат со многу луксус, грациозност, екстравагантност, каде кулминација предизвика подготвеното сценарио со кое пред гостите беа представени новините Jaguar XF и Land Rover Discovery Sport. Атмосферата ја подгреа со своите настапи Тамара Тодевска и белградската група Models. Премиум Аутоцентрум доби големо признание да стане дел од семејството на овој несомнено реномиран бренд кој е во самиот врв во премиум сегментот. Пред нив е голем предизвик за кој имаат безрезервна поддршка од принципалот за да ги постават работите на далеку поцврсти основи. Премиум Аутоцентрум е ексклузивен импортер за Jaguar Land Rover за Македонија. Долго време се боревме за да го добиеме импортерството. Истото се случи во октомври месец во 2014 година, од кога се поставија сите акциони планови за да го направиме тоа што е направено и видливо ден денес. Во текот на поставувањето на сите работи немавме никаква двојба дали треба или не треба да ги поставиме стандардите кои што беа наметнати од Jaguar Land Rover. Со самото тоа, сите содржини кои што треба да бидат присутни во еден импортерски центар се присутни, како што е салонот за продажба на возила, администрација и секако сервисниот дел, кој што е комплетен со сервис, одржување на возилата и резервни делови. Секако секој почеток е тежок, сите знаеме и од таа причина знаевме дека мораме да ги поставиме сите организациони аспекти на место за да можеме да почнеме квалитетно да работиме. Со самото тоа, целата екипа, целиот тим на Jaguar Land Rover во Македонија е комплетно обучен согласно стандардите на Jaguar Land Rover. Тимот кој што работи во постпродажбата, во сервисот исто така, ги има поминато сите обуки така натаму. Можам да кажам дека моментално во нашиот салон ја има целата гама на сите возила на Jaguar Land Rover. Можам да ги потенцирам моделите на Jaguar, кои што во салонот моментално ги имаме Jaguar XJ, Jaguar XF, Jaguar F-Type. Во многу брзо време го добиваме и најновиот модел на Jaguar, тоа е Jaguar XF. И го очекуваме на крај на година и знаменосецот, односно првиот SUV модел на Jaguar воопшто, а тоа ќе биде Jaguar F-Pace. Што се однесува до Land Rover, можем исто така да кажем дека целата гама на Land Rover и Range Rover е присутна во нашиот салон, почнувајќи од најновиот Land Rover Discovery Sport, со сите мотори, со сите опреми и така натаму, Land Rover Discovery 4, легендарниот кој што сите го знаеме, и секако целосната гама на Range Rover, почнувајќи од популарниот Range Rover Evoque, преку исто така многу популарниот Range Rover Sport и на крај знаменосецот на Range Rover фамилијата, големиот Range Rover. Од пред неколку месеци моделот за кој досега се сметаше за американска национална гордост, продаден во 9 милиони парчиња во досегашните 5 генерации, може да се купи и во Европа. Новината која го символизираше до вчера типично американскиот начин на живење е во потполност прилагодена за патиштата на стариот континент, а ние можевме во целост да се увериме во тоа на регионалната презентација на моделот во Унгарија во околината на Будимпешта. Нема личност која барем малку држи до автомобилските светски имиња, да не останала без див која ќе се спомене Мустанг. Ова е несомнено еден од моделите кои има одиграно безброј главни и споредни улоги и во најблескавите филмски остварувања, дел од најголемите музички хитови и спотови, една од иконите на која се поклонуваат половина век американците, а во поново време истакнат од фановите и можеби меѓу најприсутните на социјалните мрежи. Ова не е само обичен спортски автомобил, тој представува символ на слободата, независноста и спонтанноста.
Познавачите и почитувачите на Мустанг на новиот модел ќе препознаат линии кои се проткајуваат во текот на историјата кај сите генерации на иконата, посебно кога станува збор за спуштениот покрив, долгата хауба или пак она над задните тркала. Токму продолжениот капак на моторот и краткиот заден пресечен дел се потврда дека ова е типичен американски muscle car, кој дизајнерите и овој пат го скроиле да мами воздишки од намерниците, а на сопственикот да му го полни егото. Во понуда се веднаш два каросериски верзии, со кои и ние имавме блиска средба. Fastback и класичен кабриолет со ознака Convertible со добриот стар платнен покрив. Експертите се обидоа, но сметаат дека на аурата на Мустанг тврд покрив на склопување не одговара. Кога сме кај дизајнерските екстремности, тогаш честитки за задниот дел кој е со далеку поблаги линии во однос на претходниците, но сепак изгледа мускулесто, робусно и агресивно. Се разбира во склад со филозофијата која диктира машината. Внатре кокпитот е потполно нов, а сепак препознатлив. Повторно констатацијата од екстериерот, креиран да потсетува во детали на моделите создадени низ историјата. Инструментите се големи и прегледни, копчињата и прекинувачите логично распоредени. Поточно ергономијата е на највисоко рамниште, иако сепак станува збор за спортски кокпит. Новото независно подпирање позади ослободува простор за дополнителен багаж и место за седиштата, кои веќе не се за украс, туку сосема употребливи, па дури и за возрастни. Решивме повеќе внимание да му посветиме на најмокниот мотор, со верзијата V8 од 5 литри, која генерира мок од 418 куински сили и 524 Нм вртежен момент. Интересно е тоа што ни беше понудена во спрега со мануелен 6-степен менувач со краток од, кој како по ноти даваше предизвикувачки звук при шалтањето. Вака спакуваниот Мустанг, тежок 1720 кг, со оваа комбинација на мотор и менувач, до стотка забрзува за само 4,8 секунди, што го чини најстартен модел на Ford во Европа и број 1 со додатокот GT. Максималната брзина е 240 км на час, а потрошувачката на гориво се движи околу 15 литри. Вториот ден на располагање го имавме моделот од кој повеќе се очекува во Европа, бидејќи од синиот овал со право типуваат на поголема продажба. Тоа е Mustang 2.3 EcoBoost со 4-цилиндерски турбоагрегат. Рака на срце, мислевме дека ќе бидеме разочарани со оглед на тоа што има двојно помала зафатнина, но бевме пријатно изненадени. Како прво, до стотка забрзува за само секунда поспоро, тоест за 5,8 секунди, а како второ, турбополначот ги надминува сите недостатоци во однос на обичниот мотор, по оние 314 куински сили и 434 Нм знаат добро да повлечат. Потрошувачката е меѓу 12 и 13 литри со сите тортури. На крај треба да потенцираме дека новиот Мустанг може да се пофали и со солидна бројка на иновативни технолошки решенија. Едно од оние кои овозможуваат прецизно управување е можноста за програмирање на цврстината на управувачот, потоа одзив на моторот, менувачот и ESP-то. Тоа Ford го нарекува Selectable Drive Modes, па така возачот во секој момент може да го прилагоди возилото на услови, на патот или посакуваните возни перформанси. Освен ова, во внатрешноста е присутен Sync 2 составот. На 8-инчниот дополнителен екран во висока резолуција се вградени командите на одличниот аудио состав, навигацијата, клима уредот и мобилниот телефон. Со нив може да се управува и преку гласовна команда. На крајот, Мустанг е одличен микс на традиционалното со современото, а според информациите од одговорните за македонскиот базар, како од страна на принципалот, така и од нашиот импортер, цената на ова остварување ќе биде околу 40.000 евра за верзијата 2.3 EcoBoost Fastback. Но на оваа тема дополнително ќе поразговараме кога ќе пристигне кај нас. Според најавите, моделот го очекуваме до крајот на оваа година. Актуелната генерација на BMW 1 е представена во 2011 во верзијата со 5 врати, а во 2012 пристигне и онаа со 3.
Гигантот од Минхен е презадоволен од пласманот на моделот на светските пазари, бидејќи неговите бројки многу значат во вкупните остварувања на еден од водечките брендови во премиум сегментот, со цел да се фати чекор со современите трендови, а и да им конкурира што посоодветно на најголемите ривали Audi A3 и Mercedes A-класа. Моделот од стартот на годинава доби благ редизајн, кој има многу повеќе дополнување на технолошки отколку на дизајнерски план. По камбекот на BMW на македонскиот пазар во соработка со новиот импортер M-Car добивме на управување еден представник од гамата со несомнено штедливиот агрегат од 2 литри дизелскиот со 150 конски сили. На стартот треба да потенцираме дека ова е последниот мохиканец, бидејќи ова е единствениот премиум компакт со заден погон, пред се поради намалување на производствените трошоци и порационално искористен простор со поперечно вграден мотор. Многумина сметаат дека ќе се загуби она посебното што кај брендот многумина го вреднуваат. Концепцијата со мотор поставен надолжно напред и со погон позади преку карданското вратило, диференцијал и независно подпирање. Оние кои посакуваат малку повеќе динамика и да им се намести задницата, време е да се одлучат за оваа опција. Од производителот велат дека освежувањето пристигнува во вистински момент, бидејќи премиум бренд како BMW не смее да заостанува во ништо од она што го диктираат современите трендови во автомобилскиот свет. Од дизајнерските зафати би ги издвоиле новите форми на предните и задните светла со целосни LED елементи, потоа малку модифицираните браници, поголемите всмукувачи за воздух и поатрактивни филми. Внатре во интериерот подигнат е степенот на завршна обработка. Се користат поквалитетни материјали што дополнително ја зголеми и онаа висока оценка за ергономијата на BMW и премиум атмосферата во кокпитот, што секако е со цел за подобар филинг при управувањето. Функционалноста и комодитетот го надополнуваат и 6,5-инчниот екран со камера за возење наназад и контролер со унапреден состав Connected Drive. Како што потенциравме, поголем број новини има под лимаријата, како и на полето на безбедноста и сигурноста. Многуте признанија, тоа го велат и од Минхен, за еден од најважните агрегати во понудата е 4-цилиндрскиот дизел со зафатнина од 1995 см кубни кој се нуди во моделот 118D100 со 150 конски сили. Ова е некријат баварците бисерот во нивната RGL кој се потврди и во серијата 3, потоа во кросоверот X3, а неговиот потенцијал се потврдува и во статусната лимузина 518D. Склопот на дизелот кој работи како часовник без ниту трошка бучавост и спрегата со 6-степениот прецизен и проверен менувач делува совршено. Оние 150 конски сили и 320 Ньютон метри го заскокоткаат адреналинот. Со рафално шалтање до 100 забрзува за 8,3 секунди и постигнува максимални 212 км/ч со декларирана потрошувачка од 4,1, односно реално меѓу 6 и 7 литри, и тоа претежно во градски услови и на дворешна температура од близу 40 степени. Значи, МОК има доволно за потемпераментно возење и лесно го достигнува посакуваниот максимум во сите подрачја на брзина, не премногу брутално со оглед што станува збор за моделот на BMW, но доволно спортски. Предноста на задниот погон во однос на предниот, која ќе се стави апостроф на агилноста, динамичноста во свиоците и чувството на комплетна контрола на подлогата, колосална. Кон ова свој полн придонес дава идеалниот распоред на масата на предните и на задните тркала 50-50, ниската положба на седење, совршено поставениот управувач и останатите команди, добро профилираните седишта, сето тоа додава дополнително задоволство, особено ако малку задрифтате во свиоците. Кога сме кај екстремните режими на работа, мора да напоменеме дека кај оваа изведба се елиминарни оние непријатни вибрирања на алуминиумскиот мотор, кој треба да напоменеме дека е со еден турбополноч со променлива геометрија, иако носи пазарна ознака Twin Turbo. BMW 118D на автопат цврсто држи правец благодарејќи пред се на долгото меѓуоскино растојание, а во град и покрај тоа што веќе напоменавме, има тврдо потпирање, добро ги впива нерамнините.
Во изведбата што ја добивме на управување треба да се напомене дека имавме и Sportline пакет кој со себе донесува спортски кожен управувач, 16-инчни алуминиумски филми, стар spoke style, како и спортски седишта за возачот и совозачот, подпирач за рака напред и црни лајсни со висок сјај со црвени рабови, кои секако ја креваат цената. Вреди да се спомене дека базниот модел кој навистина има побогата стандардна опрема во однос на претходникот чини 28.200 евра, а доколку се одлучите за моделот кој го имавме на тест, ќе треба да се плати 35.280 евра. На традиционалниот конкурс за елеганција на убавиците на 4 тркала, кој годинава се одржа по 65 пат, блиснаа над 200 автомобилски креации од минатото, сегашноста и иднината. Тие овој пат беа дел од Pebble Beach Golf Links во Калифорнија на потегот од 17-та до 18-та дупка. Манифестацијата која на почетокот во 1950 година беше само собир на еминентни колекционери по 6,5 децении несомнено прерасна во една од најблескавите приредби од ваков карактер во светот, пропратена со сиот оној неизбежен гламур и сјај за приредбите од овој калибар. Всушност, ова е круна на Monterey Car Week, во чии рамки се одржа и Pebble Beach Tour de Elegance Retro Auto, аукција на Арем Сотби. Во сите овие посебни поглавја се најдоа 219 автомобилски остварувања од 29 земји во светот. Во традиционалниот донаторски дел за добротворни цели беа собрани 1,8 милиони долари, а во контекст на ова треба да се напомене посебната изложба на моделите на Ферари, потоа онаа на предвоените британски изведби, одбележувањето на 50 годишницата на Shelby GT350, 75 годишниот јубилеј на Lincoln Continental. Секако една од највредните приредби е Best of Show, каде се избира победникот на конкурсот на елеганцијата од автомобилите кои оставиле белег на своето време. Сите почести како нај модел на 65-тото Pebble Beach конкурс де елеганс се на Исота Франчини, во собственост на Джим Патерсон од Луисвил, Кентаки. Најголемите конкуренти за Best of годинава беа 1914-та Rolls-Royce Silver Ghost Kellner Torpedo Phaeton, 1937 Дела Хей 145 франа и кабриолет на Семен Емили Мен, како 1953 Абарт 1100 Спорт Гија Купе. Колекцијата од 25 ретки автомобили постави рекорд на аукцијата на Ерем Сотеби. За автомобилите беа платени вкупно 67 милиони долари, што е нов рекорд за колекција автомобили продадени на аукција. Најскапиот автомобил во колекцијата обезбеден за продажба од анонимен бизнисмен од Флорида беше Ferrari 250 LM од 1964 година. За овој исклучително редок и баран модел беа платени 17,6 милиони долари. За време на Monterey Car Week во Калифорнија, Lamborghini го покажа Aventador LP754 Super Veloce Roadster. Автомобилот кој е отворено означен како Super Veloce и ќе биде произведен во лимитирана серија од само 500 единици. Доаѓа со 6,5 литарски V-twin 12-цилиндарски мотор кој витува максимална моќност од 750 конски сили и максимален вртежен момент од 690 Нм. Основната цена на моделот е одредена на 357.000 евра. Не помалку внимание предизвика и она што го презентираше одделот на Макларен, Special Operations, кој представи уникатна верзија на моделот 570 SQP во специјална изведба. Автомобилот е во надворишноста со боја Mauvin Blue и интериер со кожа Carbon Black. Aston Martin блесна со моделот Lagonda Taraf. Оваа луксузна лимузина со надворешни панели од јаглеродни влакна ќе се произведува во истата фабрика во Гајден во Јоркшир, која е одговорна и за уникатниот суперспортски 177. Моторот е 6-литарски V12 со 540 конски сили. Според извори, цената на оваа раскошна лимузина достигнува помеѓу 750.000 и 1 милион долари.
Оваа година BMW Group го одбележува 40 годишниот јубилеј на BMW во Северна Америка. За повод од германската компанија го создаде моделот 3.0 CSL Omash R. Моторот е 3-литарски кој се вградува во моделот M4 и развива 425 конски сили. Напоредно со представувањето на гламурозниот концепт 3.0 CSL Omash R, BMW во Монтереј го прикаже и концептот M4 GTS кој најверојатно наскоро ќе стигне и до сериско производство. Lexus го искористи конкурсот на елеганција за да го представи обновениот модел GS. Во палетата на мотори за прв пат во историјата на моделот се појави турбо ознака. Тоа е истиот агрегат со зафатнина 2.0 литри кој се става на кросоверот Lexus NX и на седанот ES. Моторот развива мокност од 245 конски сили и 350 Нм вртежен момент. Infiniti се представи со специјалната верзија Q70 Premium Select Edition 2016. Новата луксузна модификација ќе биде достапна за клиентите во почетокот на ноември оваа година. Меѓу главните акценти кај Q70 Premium Select Edition се темните хромирани елементи, заден спойлер, заден браник со затемнет долен дел и уникатни 20-инчни алуминиумски тркала. Корејската компанија Hyundai покажа како ќе изгледаат идните нејзини автомобили од премиум сегментот преку концептниот купе Vision G. Срцето му е 5-литарскиот V8 мотор на Hyundai кој развива моќ од 420 конски сили и 383 Нм вртежен момент. Истиот агрегат е познат од моделите Equus и Genesis. Кинезите од компанијата Icona понудија модифицирана верзија на супермоделот со претенциозно име Volcano. За прв пат хипервозилото со каросерија од титаниум беше представено на салонот во Шангај пред 2 години. За оваа прилика сега тежината на автомобилот е намалена на 1590 кг и доработен е 6,2 литарскиот V8 моторот Chevrolet Corvette ZR1. Во редизајнот на третата генерација на кросоверот Mitsubishi Outlander има над 100 нови елементи. Бројот на новини можеби е најмал, најголем број на оние 100 детали ги има во дизајнот. Променета е маската, браниците и светлосните групи кои сега се со LED елементи. Највпечатливи се секако имплементираните хромирани елементи кои се тука да му додадат малку поагресивен и поестетски шмек на кросоверот. Тоа е направено мощно складно за да не се остапи премногу од дизајн концептот на Mitsubishi Motors на предниот дел на возилото, така наречен Dynamic Shield. Централниот дел во црна боја ја изразува мокта и перформансите, а странично, како и на подлогата напред и назад се вклучени додатоци за заштита. Модифицираната предна маска со црна боја дава спортско чувство и е малку испагната, а со долниот дел влегува во браникот со цел да се добие така наречен заштитен штит. Спротивно на досегашниот дизајн кој повеќе беше фокусиран кон животната околина и ефикасна технологија, размислувањето за овие промени е динамичното толкување кое сега Mitsubishi го става во преден план. На крајот новина е и дизајнот на алуминиумските тркала кои исто така се со врвен квалитет и спортски изглед. Атрибутот што најмногу плени кај оваа изведба и секако е меѓу најдобрата во класата е нејзината пространост. Вниманието врз деталите открива посветеност на дизајнерите на Mitsubishi во креирањето и искуство на максимален луксус за возачот и патниците. На располагање се функционални и атрактивни елементи почнувајќи од двозонскиот клима уред, автоматското регулирање на седиштето, вистинско и телескопско регулирање на управувачот, електричен покрив, што секако се елементи кои обезбедуваат задоволство при управувањето. Мека облога налик на вистинска кожа е вградена во предниот дел на инструмент таблата и облогите на вратите. Креирана од луксузни декоративни додатоци, внатрешноста е со премиум изглед, која е единствена кај редизајнираната изведба, а секако за пофалба и Mitsubishi мултифункционалниот
комуникацијски систем со 4,2 инчерен екран, навигација Rockford Foster 710 ватниот премиум аудио систем со 9 звучници и задна камера. Вториот и третиот ред седишта можат флексибилно да се распоредат. Ово возможува ефикасно користење на просторот во кабината според бројот на патници и големината на багажот. Вториот ред седишта можат едноставно да се поместат нанапред, со што се овозможува едноставно влегување во третиот ред. Должината на просторот за товарење може да се зголеми за 335 мм со преклопување нанапред на седиштата. Се применува електронскиот механизам за автоматско отворање и затворање на вратата од багажникот. Освен отворањето со допир на копчето од надвор, операцијата може да се изведе и од позиција на возачот и со далечинскиот управувач. Кај обновената изведба многу внимание е посветено во постигнувањето на тивка работа на моторот, предизвикана од вибрации и бучавост. Новиот адаптиран систем на држач на моторот, кој е со конструкција на нишало, ги прифаќа осцилациите во правец напред-назад, со што значително ги намалува вибрациите и бучавост. Поголема рафинираност е постигната кај А-столбот, како и кај надворешните ретровизори и останатите компоненти кои предизвикуваат бучавост од ветар. Како дополнување, инструмент таблата, тепихот на подот и тапацирот на покривот се изработени од нови материјали, со карактеристики кои ја намалуваат бучавост. Изолацијата од звуци се подобрува и со користење на напреден систем за подпирање и соодветни пневматици. Дизел агрегатот од 2,2 литри со 150 конски сили, благодарејќи на вртежниот момент 380 Нм, достапни од 2000 вртежи во минута, се покажува повеќе од одличен избор. Во празен од, овој мотор е мощно еластичен и доволно тивок, а на педалата на газ одговара моментно и при ниски вртежи. Овој турбодизелски агрегат уверливо забрзува до максималните 200 км/ч, а при тоа силата на сите 4 тркала е испраќа 6-степен рачен менувач со одмерено долг код и одлична прецизност. Прашањето на потрошувачката е во моментов најактуелно. Овде останавме најпријатно изненадени. Нам борд компјутерот ни покажуваше меѓу 7 и 8 литри низ град, што е секако сосем солидно, а на отворено се симнуваше на пристојните 6,5 до 7,5 литри на 100 км. Своја улога во ова секако има Auto Stop and Go, која намалува потрошувачката на гориво и нивото на емисија на CO2. За асфалт е одличен, но и за авантура надвор од него не представува никаков проблем, па минува добро низ потешки услови, иако нема редуктор. Се разбира, преносот на сите 4 тркала е добро познат, па не треба да се сомневате во тоа дека ќе добиете соодветен одговор на вашиот управувач во сите сегменти, услови на возење и терени. Новиот Outlander не ги задоволува само можностите за прилагодување на погонот на 4 тркала пред различни офроуд предизвици, туку импресионира со леснотија при управување со неговата стабилност. За безбедноста треба да се напомене дека оваа генерација на кросоверот има 5 звездички од Euro NCAP, а меѓу новитетите се полесна конструкција поради имплементирањето на висококвалитетен челик во некои сегменти на мощна, компактната и цврстна конструкција, адаптивен темпомат, систем за избегнување на преден удар, предупредување на возачот кога возилото ќе отстапи од коловозната лента, систем кој овозможува возачот да го сопре возилото со ножната сопирачка дури и ако педалата за забрзување е притисната и возилото се движи при полна брзина. Иако за новото дело се употребени 100 нови парчиња, разликата во цена не е голема, па најскапата верзија која ние ја имавме на управување чини 35.980 евра. За базниот модел со истиот мотор со ниво на опременост Intense треба да се плати 29.980 евра. Желбата на луѓето за индивидуална мобилност продолжува да се зголемува насекаде во светот, а автомобилите се несомнено во средината на дигитална еволуција.
Тоа се интегрира во новите автомобили во мощно забрзано темпо. Франкфуртското автомобилско биенале ќе се обиде да го пренесе тоа на свој начин преку промоцијата на премиерните изданија, концепти, прототипи, студии, технолошки достигнувања под слоганот "Мобилноста поврзува". Сме навигнале на најголемите светски смотри од ваков карактер да блеснуваат неколку десетици новитети. Но овој пат во халите крај Мајна ќе присуствуваме на над 200 светски премиерни изданија. Годинашниот 66-ти поред салон во Франкфурт се одржува од 17 до 27 септември. И на ова биенале ќе бидат присутни скоро сите најважни светски производители на автомобили со своите најнови модели и креации. Според најавите ќе учествуваат 1103 компании од 39 земји, или 11% повеќе во споредба со претходната приредба во 2013 година, кои ќе се обидат на светот да му ги представат најновите збиднувања во автомобилскиот свет. Многу експерти сметаат дека светот глобално е подготвен за целосен предизвик наречен хибриди, особено оние со плагин технологија или електромобили кои се уште имаат високи цени и мала автономија, но со тенденција сето ова да се смени во блиска иднина. Франкфурт ќе се обиде да ни го потврди ова. Електрична мобилност е втората клучна компонента во Франкфурт. Многу производители веќе имаат такви модели во понудата или најавуваат лансирање на сосема ново развиени на пазар. Политиките за обезбедување на ефикасни стимулации за продажба на електрични возила, развиена инфраструктура, повеќе полначи, како и програми за набавка на автомобили со електричен погон се неопходни. Сепак на сајмот исто така ќе блеснат нови технологии за моторите со внатрешно согорување, кои се уште имаат значителен потенцијал за оптимизација, а клучните зборови во Франкфурт се помал капацитет и лесна конструкција. Двете изведби, бензинска и дизел, трендовски е да се нудат со ниска потрошувачка и емисиите на загадувачки материјали да се приближуваат кон нулата. Светската елита, кога е во прашање Франкфуртското биенале, ја предводат домашните компании и се разбира премиум брендовите кои овој пат ќе настапат во своите посебно предготвени хали со сите своји новитети. Mercedes-Benz има неколку светски премиерни изведби, а секако во преден план е Mercedes S-класа кабриолет. Најголемиот адут на Audi на оваа приредба секако е новото поколение на еден од бестселерите на брендот, популарната четворка. Volkswagen го представува новото поколение на кросоверот Tiguan, а честите моделите Superb Combi и Superb Greenline. Opel ја лансира својата нова генерација на компактот Astra. Европските производители исто така со неверојатно голем број на новитети. Овој пат заслужено на прво место е секако моделот на Alfa Romeo, сосема новоразвиената Giulia, која светот ја очекува со големо нетрпение и најавува голем камбек на италијанскиот бренд. Неверојатно, ама мощне силовит настап крај Мајна најавува францускиот Рено, кој блеснува со новата генерација на компактот Меган. Peugeot на светот ќе се обиде да му ги представи своите визии преку Fractal Concept, додека пак Citroen во Германија пристигнува со обновената DS4 и новата DS4 Crossback. Од луксузните брендови секако има повеќе интересни остварувања, но како најголемо ја издвојуваме конечната верзија на кросоверот Bentley Bentayga. И Jaguar се обидува да го сврти вниманието на светот со слична креација и го нуди Jaguar F-Pace. Од зверките кои ги видиме во Франкфурт, ги апострофираме Lamborghini Aventador SV Roadster, кој пристигнува директно од Pebble Beach, потоа Ferrari 488 Spider и Ferrari F12 GTO, а Porsche ќе се обиде да ги освои посетителите со ив остварувањата. Најконкретно од корејските компании е Kia, за која многумина сметаат дека го имаат хитот на франкфуртската смотра, а тоа е новата генерација на кросоверот Sportage, каде Шреер се надминал себе си. Навистина многу новитети. Автоплус и овој пат ќе биде дел од овој навистина гламурозен и спектакуларен настан за време на новинарските денови на 15 и 16 септември. И се што ќе регистрираат нашите фотоапарати и камери, ќе ви го пренесеме во наредната емисија. Затоа следете нередовно.